За прв пат локалитетот Маркови кули, кој што се простира на околу 4000 хектари, кој што е прогласен за споменик на културата и се наоѓа на привремената листа на заштита на УНЕСКО, ќе добие план за управување кој што ќе важи во наредните 10 години. Со овој споменик во иднина ќе управува Институтот за старословенска култура од Прилеп, кој организираше јавна расправа за овој документ. Сите забелешки кои што ги има некоја институција или пак поединци може да ги достават во рок од 10 дена. По усвојувањето на овој план, Институтот ги превзема сите обврски за локалитетот. Ние немаме увид, освен на неколку пунктови. Тоа е просторот на ридот Маркови кули, кој што може би не е ни 10% или на Трескавец. Другиот останати простор, кој што е мнозинство преку 90%, ние немаме реален увид на состојбите. Значи, почнуваме од нула, најблагоречено. Што ние имаме централно место во заштитата, промоција, презентирање, насочување на кој право ќе се развива. Ние сме првиот пункт на од заштита и промоција на овој простор. Целото подрачје ќе има 3 зони: зона на строга заштита, зона на активно одржување и зона на одржливо користење, така што тоа ќе произлезат и одредени обврски и ограничувања во тие зони. Самите препораки би се однесувале на прецизирање на приватните имоти, односно на катастарските парцели кои што се во приватна собственост, а се во границите на самото заштитено подрачје, согласување на предвидените активности во планот за управување со планот на собственикот на одредена парцела. Планот за управување индиректно ќе придонеси за чекор поблиску до апликацијата за да Маркови кули се најде на постојаната листа на заштита на УНЕСКО. Институтот за словенска култура се јавува како некој кој што е овластен да ги подготвува и да ги насочува работите кон постојаната листа на УНЕСКО. Секој ново сознание и во сегментот на културно наследство и на природното наследство е камен или не приближува кон она што ние сакаме, односно апликација за постојаната листа на УНЕСКО. Доколку се случи ова, Маркови кули после Охрид ќе биде вториот регион во Македонија, кој ќе биде на постојаната листа на заштита на УНЕСКО.